Во Европа секоја година се фрлаат околу 12 килограми облека по човек, а помалку од 1% од тој текстил повторно се рециклира. Додека поголемиот дел од носената облека завршува на депонии, станува јасно дека модната и текстилната индустрија мора длабоко да се промена. Во таа борба, македонската дизајнерка Ирина Тошева е меѓу ретките што веќе го живеат решението, создавајќи мода од текстилни остатоци и докажувајќи дека стилот и одржливоста може да одат рака под рака. Одржливоста мора да биде пракса на секој од нас. Тоа не е само тренд, не е само минливо, живееме во конзумеристичко општество. Свеста кај купувачите полека се менува, барем во мојата таргет група можам да кажам. Гледам дека го обрнуваат се поголемо внимание на составот на материјалите, што е особено важно, затоа што сепак не е само тој дизајн дали е убав, туку треба да биде здрав пред се за нас, да биде добар за кожата, да биде со бои како што треба. Исто тука имаме и освестување во однос на што да се прави со облеката, дека донирањето не е само еден извор, иако е најлесно некаде да ги донираме облеките, дека може треба да направиме нешто друго. Додека пак текстилните фабрики кај нас не би рекла дека премногу ги следат сите овие одржливи трендови, освен ако не им се наметнати од онаа компанија за која што во тој момент имаат налог. Македонија е петата земја всушност која го има законот за текстил, каде што произведувачите мораат на крај да дадат и како не само обврска на граѓанинот, туку опција да го врати производот, кој потоа треба да се рециклира. За разлика од претходно кога целата таа обврска била на оној купувачот, што тој ќе направи, дали ќе го продаде, дали ќе го фрли некаде, дали ќе го донира некаде. Модата е една од најголемите загадувачи. Кај нас јас бев дизајнерката која го басна тој мит дека ние не смееме да го земаме текстилниот отпад од фабриките, затоа што некако дизајнери не читаме закони, ако некој ни каже не, тоа значи не. Но благодарение на една презентација, Царинската управа ми објасни како одат сите овие чекори, дека има всушност законска рамка како ние дизајнерите да го преземаме текстилниот отпад од фабриките. Пренамената и реупотребата, односно апсайклингот, се на некој начин отпор и на новото време, на целиот конзумеризам кој не обкружува. На тој начин добиваме уникатни дизајни, затоа што користиме веќе готови парчиња кои ги сечаме за да направиме едно ново парче. Едноставно немаме повеќе парчиња да направиме нели ново уште едно парче.